Дескоски контра Дескоска, професорот по право и сопруг на министерката за правда не се согласува со незиниот план Б за заобиколување на процедурите и протнување на законот за обвинителство преку измени во законот за судскиот совет. Глас на разумот, браво, коментира Тони Дескоски на изјавата на Горданка Елџиев дека не треба да се избрзува со атхок решенија. Имаме сериозен проблем за тоа што не е можно еден орган кој што е востановен со консензус да се бори против политичката елита да го закопа, бидејќи де факто се укинува специјалното обвинителство, и да избере нов обвинител кој што ќе ја покрива оваа материја со сопствено мнозинство или волја. Поддршка за ваквиот став преку социјалните мрежи Тони Дескоски даде откако неговата сопруга Рената Дескоска најави дека доколку не изгради консензус со опозицијата, власта има и други опции за носење на законот. Ке се оди на варијанти кои што ќе значат измени на законот за совет на јавни обвинители, кој што дава можност за одредени измени а тоа е закон кој што се носи со обично мнозинство, значи за надминување на определени блокади и ситуации. Оваа изјава на министерката најде на остра осуда од експертите, но и од опозицијата кои сметаат дека власта на овој начин се обидува да ги изигра процедурите. Во меѓувреме расправата за предлог законот е во мирување, се чека усогласување на партиските ставови, но планот Б се уште е во игра. Министерката за правда со речиси половина влада беше на промотивен настан на една приватна компанија, но сите ги избегнаа новинарите. Се брзале бидејќи имале владина седница.